Обвинителството го срочи обвинението против екс-генералниот владин секретар Драги Рашковски. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција со кое раководи Вилма Русковска, денеска до Кривичниот суд во Скопје поднело обвинение против Рашковски и уште 6 лица за проблематичните набавки на софтвери. Обвинението се однесува на јавните набавки за софтвер за определување на просечна брзина на возила во сообраќајот и камери за препознавање на регистарски таблички за возилата, а имало и постапки за систем за биометриска идентификација и митални кабини, чии тендерски услови според обвинителството си ги поставувале осомничените. На прво обвинетиот, односно на Драги Рашковски, му се става на товар продолжено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување и кривично дело перење пари и други приноси од казниво дело, додека останатите се товарат за помагање во извршување на кривичното дело. На овој начин, според обвинителството, Рашковски и останатите осомничени си ставиле во джеп скоро 300.000 евра. Но наместо во шутка, Рашковски го дочекува обвинителниот акт во домашен притвор, иако обвинителството повеќе пати бараше тој да се врати во затворски притвор. Дека набавката за софтверот за потребите на МВР била законито направена, уверуваше само премиерот Заев, кој застана во одбрана на екс-генералниот секретар. Неколку пати досега изјавуваше дека лично проверил дека се е во ред со набавката и владата не би купувала софтвер ако нема потреба за тоа, па и дека не и верува на обвинителката Русковска во овој случај. Во низата скандали можеа да се сретнат информации дека Рашковски вози луксузен джип, што не фигурира во неговиот анкетен лист доставен до антикорупцијската комисија, а истиот тој ден тој поднесе оставка од функцијата секретар во кабинетот на Заев. Последно што пламна во јавноста беа фотографиите како Рашковски си шета слободно по улици во Скопски аеродром, додека треба да седи во куќен притвор. Објаснувањето беше дека основниот суд му дозволил во одреден период од денот да користи здравствени услуги.